Лека ноќ, вие сте на вашата омилена телевизија. А ова се вчерашни новости. Ова е Јована, а јас сум Петар. Оваа прилика ја користиме на сите верници да им го честитаме најголемиот христијански празник Великден. Петар, јас си донесов јајца, се кршиме. А јас па се посомневав дека ќе заборавиш, еве го и моето. А денес е и 1 мај, денот на трудот. Од името на целата редакција на вчерашни го честитаме празникот на сите кои го слават. А сега да видиме кои се најновите вчерашни новости. Чудо во живинарска фарма, кокошка снела кукавичко јајце. Вчерашни последни дознаваат како помина посетата на Тодоров на задграничните комитети во Италија. Експертите за вчерашни песните на Ѓорги Крстевски имаат сериозно влијание врз наталитетот. Бизнис анализа, македонското GDP го надмина американскиот PhD. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга. Колешке, што е следно во вчерашни? Да, Петар. Режија? Ако заработката, например, сега, како што кажа, една крава дава 3000 литри годишно млеко, во 305 дена ротација, и заработката е некаде околу 4000 денари и 500. Значи, нешто повеќе од 1000 евра. Сега со сегашните раце. Со новата мерка, со која што ќе се дава 8000 литри, во тој период од 305 дена, заработката ќе биде 172.000 дена. 2,5, тука пише на субвенцијата, 2,5 пати повеќе отколку таа заработка што е сега со сегашните. Несекојдневен настан се случи на фармата со кокошки на Блажо. Додека нашата екипа ги снимаше трудолюбивите домакини кои со поддршка на владата прават и од пиле млеко, Петел со сомнителна ориентација принуди кокошка да снесе кукавичко јајце. Моментално се наоѓаме пред кокошарникот на Блажо. Тој и неговата домакинка уживаат во работата, но и во благодетите што им ги овозможи владата. Великденските празници покрај радост на овој земјоделец му донесоа и поголема заработувачка. За оваа успешна и убава приказна ќе разговараме со Блажо, кој е собственик на ова мало пилешко царство. Разбравме дека сте еден од поголемите произведувачи на јајца во регионов. Не од поголемите, најголем производител сум на јајца. Јајца, кокошки, бройлери, пилиња, има тука и други животни има, ама по јајцата сам најпознат. Цело село ме знае по јајцата. А само ги одгледувате јајцата? А не, со жента тука и вие што е бацате, он ми помага у кокошарникот што е. А жената каде е? Жената топе чварки. Чварки. Свиња да не колевте? Не, се сунча, оти убаво времето и топе. Шо да ви кажем, идила, видите, во е пилешко царство, само за себе говоре. Воа го имам сам со своите 10 прсти, на жента 10 прстите и на вие што е бацето што помага у кокошарнико и пилешки прсти што се продават по тоа фаст муд, там како го викат. Баце бе, ојдете снимате телевизор, дојдете видат. Кажи за телевизорот нешто, ева е баце ми помага у кокошарнико, оне. Му кажали за кокошката бе? Тоа му кажувам сега за кокошката, ајде.
Иди раник таму. Ама не му кажувај за овцата. Бе, каква овца, бе, па ти еднаш Джоа, ни еднаш, шо, ке лафеме за овцата, за јајца да говориме тука. Види го, Петело. Види го како се пуфа. Вај ми е гордост, да ти кажам, по 10 пати на ден рипа. И све на различна кокошка. Како иде производството? Имате ли сигурен откуп? О, како не, па сега ова што беше пред Великден, па тоа не може да се нафтаса, да ти кажам. Не може да се нафтаса, тоа доваѓаат човеци, купуваат јајца. Ама да ви кажам, не ми се бендисува воа што е ситуацијата поделеност меѓу луѓето. Што е тоа ВМРО, СДС, поделени? Еве, муштери идат и ми се жалат, не им давале сега страфиме да вапцат јајца у боја, да ги вапцат черени, да не ги притвореле за хулиганство. Па на шо личи тоа? Еве, јас сум ВМРО. Ама не е убаво така да се делат човеците да ги прават. Нема. Оди, Мори, оди, господјо, дојди. Не се плаши, оди, види. Значи, моите кокошки се ранети со многу квалитетна храна, што е. Оно, сите се со стандардна големина, сите се со 2 жички, види. Мижечки, нема шутка. Која сакаш тоа, види. Што е воа, бе? Абе, шо е воа, брука ме тука за телевизора тука? Кој ми го направи воа? Затоа ли јас на тебе те ранам со субвенционирана храна, Мори? Оди вам, сега те заколам, дека ми е секирта. Сега ќе видиш ти. Хорор, драги гледачи, хорор. Оди вамо, бе, да ти го скина ранот. Нема да се секираш, Блажа. Не е она крива. Ја испушти од раце. Море ти ја испушти од раце. Ваква брука да ми направи воа на телевизорот, да ми подметне некој кукавичко јајце да ми подметне. Воа све од љубомора, господјо, од завидлък. Сакат раскол меѓу кокошките тука да ми направат. Се утврди дека кокошката е невина и дека Блажо за џабе сакал да ја заколе. Виновен бил Петелот, провокатор подметнат од СДСМ. Целта била да фрли семе на раздор и раскол во единството на кокошките и со тоа да се девалвира нивниот успех, како кокошки кои благодарение на владата даваат најмакедонски јајца во регионот. И ете, Петелот заслужено заврши во Рерна, но затоа ние сега имаме од тоа една убава гозба, а ете и супа имаме. И така ќе заврши секој што многу се петели и што има намера тука на нашите кокошки да нанесе штета. Ај, живели! Тие сте и натаму со вчерашни. Со помош на најновата технологија од кокошарникот на Блажо веселиме во Италија, каде шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН Никола Тодоров пред нашата диаспора ја презентираше нивната програма. Шефот на изборниот штаб на ВМРО ДПМН Никола Тодоров ги посети задграничните комитети во Италија. Партијата е во потрага по кандидат за пратеник од диаспората. Пред бројните македонски иселеници во Пјаченца, Тодоров ја представи програмата и идеите на ВМРО ДПМН за успешно продолжување на екзодусот. Во своето обраќање пред иселениците, Тодоров на чист македонски јазик ги акцентираше сите работи што ВМРО ДПМН ги направиле за да им го подобри животот на нашинците во Италија. I'm gonna speak Italian to Mike. Che ti è successo tra me e tuo padre? Fu una cosa di business. E io ho un grosso rispetto per tuo padre. Ma tuo padre pensa all'antica e tu non lo puoi capire. E io sono un uomo di onore, lo sai. E lasciamo perdere che tutti sti cazzati. Io voglio pace. E io ho un grosso rispetto per tuo padre. Неговиот настап не само што ги остави без зборови иселениците, туку предизвика и огромно внимание кај италијанската модна критика, а публиката неколку пати го враќаше на бис. Се извинуваме што мораме да го прекинеме овој громогласен аплауз, но во моментов во нашата редакција само што пристигна соопштение од Сдруженијето на ветерани од битката кај Херонеа, кои им изразуваат подршка на нивните наследници од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Во соопштението се вели: ние, воините од битката кај Херонеа, сакаме да изразиме нашата подршка на владата и на нејзините напори да се справи и да излезе накрај со странските сценарија.
Таа мора, исто како и ние атињаните, да ги совлада сите што имаат и што сакаат да ја разнебитат Македонија преку нивните платеници во земјава, се вели во нивното соопштение. И ветераните од битката кај Херонеа сметаат дека само избори на 5 јуни се решение за кризата и своевидно референдумско изјаснување за тоа дали е подобро Македонија да биде разнебитена од странски или од домашни сили. Изразувајќи им подршка на нашите браќа од ГДОМ, порачуваме дека не смееме да дозволиме тоа да го прават странци, туку ако се разнебитува, Македонија да биде разнебитена од македонска, а не од платеничка рака, пишува во соопштението од Сдруженијето на ветерани од битката кај Херонеа. Моментално на линија треба да го имаме Јован од Сдруженијето Протестирам. Со него ќе зборуваме за активностите на така наречената шарена револуција. На фиксен е Джеј од Халкидики, тука сме сите добро расположени по краткиот конфликт на границата со Грчка, каде што се сретнавме со граѓаните од ГДОМ. Заедно протестиравме против полицијата, против грчката полиција и потоа поделивме, тие замина на вториот, а ние сме на првиот крак. Како поминува шарената револуција? Ние од вечерва со оглед дека нема СЈО, ќе се собереме пред гирото на Јоргово Калитеа и масовно ќе го изразиме нашиот протест. Гирата ќе ги шараме со кетчап, сенф, мајонез и цацики. Има многу твитови и слики на Facebook во знак на подршка на шарената револуција. Ние се разбира се враќаме во вторник вечер и продолжуваме со протестите нормално во случај да не заврне. Вчерашни дознава дека техничкиот министер Оливер му испратил отворено писмо на техничкиот премиер Емил. Од владата известуваат дека ова не е прв пат да пристигне отворено писмо. Ова не е прв пат во владата да добиеме отворено писмо. Тоа се случувало и порано и на оваа пракса мора да и се застане на патот, истакна Димитриев. Содржината на писмото не е позната, бидејќи писмото кога стигнало веќе било отворено. Од владините служби не знаеа да одговорат кој го отворил писмото, но тие се уверени дека надлежните служби наскоро ќе го расветлат овој случај. Иако сите погледи се свртени кон македонски пошти, тие демантираат дека имаат нешто со отварањето на писмото. Ние сме поштар и носиме писма од точка А до точка Ш. Сега ти види колку точки има тука. Јас не би сакал сега да шпекулирам нешто, ама тие субјекти може да го отварале писмото и Од кабинетот на техничкиот министер Спасовски ни рекоа дека писмата се приватна работа и дека нас тоа не треба да не интересира. Сепак, по наше инсистирање, тие потврдија дека Спасовски намерно писмото го испратил отворено, за да провери колку се службите лојални кон него и дали содржината на писмото ќе се расшири помеѓу јавноста. По ова негово признание, од ВМРО испратија соопштение во кое се вели: со ова само се потврдува некомпетентноста на техничкиот министер Спасовски. Тој не е во состојба на едно писмо да затвори како што треба, а камоли да се грижи за безбедноста на земјата или да пази некој да не краде пари од буџетот. За вакви работи да не се случуваат во иднина, вчерашни разговараше со експертот кој за вас ќе покаже како правилно се затвара писмо. Овде имаме едно класично големо писмо. Под капакот ќе видите една малку потемна лента, која ќе сакате да го затворите. Кога закупувате, вуала, писмото е затворено. Лидерот на владачката партија ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави нов мегапроект. Петар? Да видиме какви се бенефиции и поволности ќе имаат можност да користат граѓаните на Република Македонија. Денес ќе промовирам нов проект. Миграцијата град село е глобален предизвик. Луѓето преселени во бунари, дури и по цена да останат без шанса или да немаат своји кози и да живеат под пасишта. Доколку се одлучи за обработка на бунари и садење овци, ќе добие 3 кози за молзење бесплатно. Ние сакаме луѓето да се преселат и заради одредено непознавање на постоечките кози или непознавање на механизмот капка по капка, по година, две да процена дека не може да се справат со тоа. Затоа ќе има 10 милиони денари за секој кој ќе ја користи оваа мерка. Достапна е помош на млади трактори, луѓето кои што ќе може да го користат проектот. Се брачни трактори, каде постариот трактор е на возраст најмногу до 4000 трактори, а предност ќе имаат оние што се со пазарни цени, корисниците се образуваат да живеат најмалку 12.000 години на село, по започнување на користењето на условите од проектот.
Како што веќе најавивме, одиме со информацијата дека решителниот потек на Блажо, кој луцидно се справи со инфилтрираниот петел, придонесе владата токму него да го назначи за раководител на проектот Ало субвенции. Да, како што последни дознаваме по успешно спроведените проекти Ало докторе и Мој термин. Владата отвори посебен кол-центар со специјална телефонска линија за земјоделците. Ало, дали ми се префрлени субвенциите? Или накратко, ало, дали ми се префрлени субвенциите? Најголем предизвик за кол-центарот представува пронаоѓање на соодветен кадар, затоа што во тест периодот земјоделците се јавуваа и на вработените им дофрлуваа невкусни шеги од типот "Ќе те изора ко нива", "Ќе те работам ко бавча", "Ела мор потраси го дрво да паднат крушите", "Имаш море измолзено бик", а и се случиле 4 понуди за брак. Од Министерството за земјоделие посочуваат дека за работа во овој кол-центар не се потребни никакви квалификации. Доволно е да се има партиска книжка, за сето друго нашата партија и земјоделство, Министерството, разбираш ли ме, и владата се погрижиме, затоа што ние многу се грижиме да се креират нови работни места. Тука во кол-центарот ќе се работи во 3 смени, затоа што тука телефоните нон-стоп звонат. Селаците и земјоделците се интересираат дали им се префрлени за субвенциите, а самите кол-оператори не треба да имат некоја посебна стручна спремност. Доволно е кога ќе му звоне телефонот и кога ќе го прашат "Ало, префрлени ли се субвенциите?", он само треба да рече "Не, од понеделник ќе ги префрлиме". Добар ден, кол-центар дали се префрлени субвенциите? Овој разговор ќе се снима. Оператор Менче на телефон, повелете? Не, од понеделник ќе ги префрлиме. Овде оператор Весна, повелете? Не, од понеделник ќе ги префрлиме. Не. Иначе, кога се отвараше кол-центарот, така се случи една многу смешна анекдота. Вај што е министрот кога го отвараше центарот, на место да ја исече лентата, разбираш ли ме ти, он го пресече кабело. Ама проблеми со работа нема да има, затоа што вај кол-центар е варлес. Искористете ги одличните услови за стекнување собствен дом. Во промотивниот период до 30.9.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Блокот вести од економијата го отвораме со нашиот фенг шуј гуру Спиро Енергија. Се надевам дека овој пат Спиро ќе го искористи своето знаење за нагледачите да им вдахне енергија и да им открие нови начини како да дојдат до повеќе пари. Добро вечер, почитувани гледачи. Повторно се наоѓате во рубриката Фенг шуј за народот. Како што можете да забележите, денес имам посебен изглед, а за тоа се погрижи студиото за завеси Марија. Како и да е, тоа не е важно, важни сте вие и вашите проблеми. Денес ќе ви покажеме како да го наполните вашиот паричник кој Македонија што наполни Лихтенштейн во 97. За тоа ви се потребни работи што секој ги има дома, 24 нагазни мини, одликава жица и нешто за пишување. Ние ќе искористиме нашата табла за подобра видливост. Прво цртаме вашиот дом. Иако вашиот стамбен простор може да биде помал, тоа не е важно, ја сваќате поентата. Околу него со буквата М ги обележуваме местата на кои што сме ги посадиле на газните мини. Многу е важно овај план да им го дадете во 3 примероци на вашите домашни, затоа што фенг шујдо се уште нема најден начин како да порасне нова нога. Откако ќе осторите ова, вашиот паричник ќе почне да се полни, затоа што до вас не ќе може да стигнат ни извршители, ни инкасатори, никој што ви зема пари. Ако сакате да имате уште пополн паричник,
ви треба и бодликава жица. Тоа ќе го илустрираме вака, а вие место бодликава жица можете да ископате ров и во него да пуштите крокодили кои ги има повеќе од бодликава жица во државата. Така ќе ви се намалат сметките за струја, за вода, комунали, лифт можеби не, зависи во што живеете. Тоа е тоа за денес. Се гледаме наредната недела. До тогаш запамтете, долга е раката на универзумот. За тоа колку овие совети на вистина помагаат и колку благодарение на нив расте македонската економија, со најновите стапки на GDP, кои го надминуваат и американскиот PhD, нашиот економски експерт. Остварениот раст на сите компоненти на БДП-то е резултат на поволните движења на тековната сметка на билансот на плаќања и намалувањето на дефицитот на депозитите во банкарскиот сектор, кој што е стабилен, ликвиден и високо капитализиран. А за следните години се очекува забрзување на растот од 12,3, односно 25,7, односно 34,2, односно 47,5, односно проценти. Ваквото ниво има надолна корекција на проекцијата за инфлација и ќе обезбеди континуитет во функционирање на сите капацитети кои што се двигатели на растот. Според овие параметри и според анализите на PhD, нашата економија е на 6-то место на листата на најуспешни. Пред нас се само Европа, Америка, Азија, Африка и Австралија. Во рамки на сеопштиот раст, свој придонес даваат и македонските естрадни звезди. Имено, нашиот Ѓорги Крстевски со неговиот вокално-инструментален состав има нова песна, која според сите релевантни показатели значително придонесува за зголемување на наталитетот. Субвенциите од владата за песни кои промовираат семејни вредности, повторно ги покажуваат своите позитивни резултати. Имено, сите се сеќаваме на големиот хит на нашиот Ѓорги Крстевски. Домот светосте. Песната Домот светосте, кој во периодот од неговото објавување во јуни минатата година до сега, има неверојатни 15.000 прегледи. Имајќи го предвид фактот дека по секој преглед се зачнува во просек по едно дете, можеме со радост да кажеме резултатите од нашите пари дадени за овој спот. Веќе од март го гледаат светлото на денот. Ова е уште еден пример дека музичките субвенции се одлична идеја, која за прв пат се спроведува во нашата држава. По успехот што го постигна субвенционираната дете поттикнувачка музичка номера на Ѓорги Крстевски, владата продолжува да го спроведува овој успешен проект. Најнов субвенциониран музичко-сценски хит е новата фантастична номера на рок-н-рол легендата Канго, која е придружена со соодветен видеозапис. Номерата и спотот пред некој ден се појавија на YouTube и повторно постигнаа огромен успех. Публиката е воодушевена. Неподелени се мислењата дека оваа песна е најсериозен кандидат да стане химна на проектот Скопје 2014. Но како и секогаш, се наоѓа по некој злонамерник кој сака да ја расипе забавата со злобни коментари, како оној што се појави на YouTube. Песната ќе имаше смисла ако на крајот Канго се полиеше со бензин и се запалеше. Екипата на вчерашни и посакува на владата и понатаму да постигнува големи успеси и во следните проекти и кампањи. А за ефектите од спортот и генерално за битката против белата чума, пред владата е нашата репортерка Езерка, која разговара со представникот на Агенцијата за борба против белата чума. Езерка, треба да ја имаме со слика и тон. Езерка, дали се слушаме? Не може, значи кога чекам вака линк ми е као блок. Езерка, режија? Многу е. Од режија ми јавуваат дека имаме некој проблем со прилогот, а јас имам проблеми со столицата. Штом ќе бидеме технички подготвени, ќе го пуштиме во вестите. Јована? Ако е така, предлагам да видиме какво ќе биде времето деновиве. 100% ќе грми, 100% е да скара да правам, јас имам намера. 100% ќе врне, 100% е да искара ќе згасне за овој 1. мај. 100% ќе јадам, 100% е да скара на кило ќе си купам јас. 100% ќе пијам, 100% е да мајката му е само ракија. Толку од мене за денеска, повторно следната недела. Тоа беше се во овие вчерашни новости. Мажите внимателно со мимозите.
а жените со јајцата гледајте неповторни наредната недела во 19:10. Дознајте последни и бидете на чекор зад сите. Добар ден! Добар ден!